Прво, несомнено е тоа што на градот Скопје му треба современ, енергетски ефикасен јавен превоз. Тоа никој не се сомнeva во просторијата, верувам дека за тоа има консензус кај сите политички партии. Но бидејќи за работата на ова задолжување имаш обиди за политизација, ќе мора краток одговор да дадеме. Ќе прочитам два наслови. Првиот е Радио Слободна Европа, декември 26 2018 година. Шилегов најави трамвај од Ново Лисиче до Ѓорче Петров. Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов вели дека наредната година ќе почне изградба на трамвајска линија од Ново Лисиче до Ѓорче Петров и објаснува дека тоа го направил во соработка со збратимениот град Загреб. 31.10.2019 година. Изградба на трамвај почнуваме пред Нова година. Градот Скопје повеќе не прави студии за трамвај, туку пред Нова година ќе почне да го гради, најави градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов на вчерашната трибина Чекор по чекор за Скопје. 2 години со Петре Шилегов. Поминаат 3 години со градоначалникот Шилегов и пред нас имаме закон со кој што бараме да се задолжи Република Македонија со 70 милиони евра не за трамвај, туку за брз автобуски превоз. Од 2017 година ни се најавува иновација за еколошки превоз за трамвај, но доколку го прочитате договорот, ќе видите во неговиот распоред и објаснување на проектот дека овој проект се очекува да заврши заклучно со 31 декември 2026 година. Што значи дека нов еколошки јавен превоз ќе имаме од 1 јануари 2027 година. За овој закон ќе имаме дополнително време да дискутираме во рамките на пленарната седница, но јас морам да одговорам на тоа обвинување кој што го добив лично, и сега ќе морам да одговорам лично, дека јас, Муцунски, така беше кажано од градоначалникот Шилегов, јавниот превоз во градот Скопје бил жртва на Муцунски, го цитирам. Јавниот превоз на град Скопје е жртва на господинот Шилегов. Во 2017 година господинот Шилегов најавува иновации, трамвај и се така натаму, многу убави проекти на зборови, и согласно неговиот распоред, нов јавен превоз град Скопје ќе добие по договорот кој што ни е поднесен како пратеници во 2027 година. После 10 години од кога тој го најавил тој проект. Жртва е градот Скопје. А виновник кој е? Граѓаните имаат капацитет сами да проценат за колку е успешен еден градоначалник и колку не е успешен. Собранието не е виновно што во последните 6 месеци на мандатот на еден градоначалник се сетил дека треба да направи нешто за градот, при тоа наметнувајќи проект кој што ќе заврши со реализација во 2027 година. Тоа го пишува, еве го, во предлог законот. На 31 декември 2026 година, колега, апсолутно сте во прави. Тоа значи дека од 1 јануари 2027 година ќе може граѓаните да имаат ефикасен и енергетски ефикасен превоз. Нешто што им беше ветено во 2017 година. 10 години. На пленарна седница имам и многу повеќе работи да кажам, да не биде дека опозицијата, заради тоа што го користи демократското право да дискутира кочи закони, ќе продолжи дискусијата за овој закон, ќе имаме многу што да кажеме. Ви благодарам.